Во Србија в недела ќе се одржат предвремени парламентарни избори на кои се очекува да победи владеачката конзервативна Српска напредна партија на премиерот Александар Вучич. Последните анкети покажуваат дека Српската напредна партија ќе добие повеќе од половина од гласовите, доколку одзивот на 6,7 милиони регистрирани гласачи ќе биде околу 55%. Тоа на премиерот Вучич ќе му обезбеди големо мнозинство во парламентот и ќе биде трета изборна победа во изминативе 4 години, што ја покажува неговата доминација во земјата која се соочува со многу политички и економски предизвици. Доколку и неговиот коалицијски сојузник, шефот на дипломатијата Ивица Дачич и неговата социјалистичка партија освојат 13% од гласовите, тогаш тие ќе имаат огромно мнозинство, а на опозицијата ќе остават само трошки во парламентот. Вучич, поранешен крајно десничарски лидер кој стана умерен, во кампањата инсистираше на реформи во Србија на патот до Европската унија со задржување на традиционално тесните врски со Русија. Сепак на завршниот митинг во Белград пред изборниот молк повторно заигра на националната гордост. Само јака влада и само јака Србија могла е Уединjenим нацијама. Само силна влада и само силна Србија можела во Обединетите нации со помош на нашите руски пријатели да ја зачува државата од таа стигма на геноцидноста каква што ни беше наметната, изјави Вучич, кој повтори дека Србија нема да му се приклучи на НАТО, но ти сака да има соработка со сите. Тој изрази страхување од преродбата на ултранационалистите на политичката сцена. Своевремено моќната и жестоко антизападната и проруската Српска радикална партија, според анкетите, би можело по 2-годишна пауза да се врати и да биде трета најголема партија во парламентот. Незиниот лидер Воислав Шешелј, кој неодамна од Хашкиот трибунал беше ослободен од сите обвинувања за воени злосторства, отворено е против српското приближување до Европската унија. Европската унија е НАТО. Тие не бомбардира, ни ги грабнаа Српска крајина и Косово, ја одвоија Македонија и Црнагора. Што може добро да очекуваме од нив, изјави Шешелј на еден собир во Јагодина. Инаку 61 годишниот Шешелј му беше ментор на Вучич се до 2008 година, кога сегашниот премиер ги напушти радикалите. Аналитичарите сметаат дека болните реформи што ги бара Унијата и невработеноста од 18% ги турка гласачите кон десничарските партии. Шешелј из затвора и политичким делувањем он е Повраќањето на Шешелј од затвор и со политичкото действување го консолидира своето избирачко тело и може да земе дел од гласачите на Вучич. Воопшто нема да биде изненадување неговото влегување во парламентот, вели аналитичарот Ѓорѓе Влајч. Последните испитувања на јавното мислење покажаат дека скоро 72% од србите се противат на влегувањето во Европската унија и НАТО.